Стигнавме до рецептот на денот, ви споменавме неколку пати за оние кои што можеби подоцна се вклучуваат или во моментов се вклучуваат. Денеска го откриваме рецептот за напитокот од шипки, сок природен од шипки, кој што содржи повеќе состојки и треба да се направи на одреден начин, на кој што тој начин само добро го знае и го прави нашиот Љупче Бубе Трајчев, кој што денеска е заедно со нас во утринската на Телма или во нашата кујна. Добро утро или добар ден веќе за тебе, Љупче, и ти благодарам што еви денеска си заедно со нас. Добар ден, поздрав за сите гледачи на Телма. Се надевам дека и денеска ќе им приготвиме нешто интересно и здраво. Стигнавме една добра навика и се надевам дека ќе го држиме ова темпо, да еве скоро на секоја втора недела или во рок од 2 недели да доаѓаш кај нас. Има што да ни покажеш на нас, на нашите гледачи, кога станува збор за разновидни рецепти, здрави рецепти, кои што може да се подготват некој побрзо, некој треба повеќе време, но секој по свој вкус, тоа што смета дека е вкусно и првенствено му даваме секогаш предност и приоритет на нашето здравје. Затоа одлучивме денеска да го направиме овој сок од шипинки, бидејќи станува збор за сируп. Имуносируп. Јас така го нарекувам супер имуносируп затоа што содржи супер состојки кои се многу добри за нашиот имунитет, за нашето здравје, го подобрува имунитетот, го чисти телото од токсини и на тој начин овозможува борба со сите патогени кои што ги внесуваме, бактерии, вируси, габички и сето она што е непожелен гостин во нашиот организам. Знаеме, спомнавме, мислам дека во едно од претходните мои гостувања, дека шипинката шипката е една од во Европа најбогата со витамин С, таа изобилува со од 600 до 1000 милиграми на 100 грама витамин С, што представува врв во Европа. Сега знаеме во другите тропски предели имаме други бобинки кои што содржат поголемо количество, меѓутоа шипинката освен тоа содржи многу други антиоксиданси, содржи многу други фитохемикалии кои што се многу првенствено здрави за нашиот имун систем, исто така и здрави за срцето, го хранат срцето покрај глогот и шипинката е една од намирниците која што да делува и на нашиот срцев мускул, го храни, го опушта, така да таа е збир на повеќе добри работи во едно, меѓутоа првенствено е тука витаминот С кој што е еден од најдобрите супер антиоксиданси и еден од најдобрите за борба против бактериите, настинките и сето она што се случува сега, поготово со овие промени на температурите и со доаѓање на зимата. Можеме, ако сакате веднаш да започнеме со рецептот. Може да започнеме со презентација прво на ова што ги имаш подготвено во овие 6 мали теглички, добро спаковани во различни бои. Изгледаат интересно, но веројатно се уште поважно да кажеме што има внатре и која што содржи. И што значи или како оди поред комбинацијата на истите за да го добиеме овој имуносируп? Па за да го намалиме процесот на подготовка кој што нели сепак имаме ограничено време, јас ги подготвив вака, меѓутоа можам да објаснам се што содржи. Првенствено тука е ладно цедената шипинка или сокот од ладно цедена шипинка, кој што изгледа вака. Тој ни е главната состојка. Овде имаме многу витамин С. Овде имаме, значи, да речеме некаде околу можеби 100 шипинки за да се добие овој сок. Тоа е многу витамин С. Потоа тука е сокот од грејпфрут, кој што исто така богат со витамин С и кој што има многу антиоксиданси и кој што делува исто антибактериски и антивирусно. Само бидејќи одиме чекор по чекор, во сокот од шипинки. Колку рече, 100 шипинки? Па некаде 100, можеби и повеќе. Тие се направени со ладно пресување, со специјална преса, која што ја нема на нашиот пазар, треба да се нарача, да ја специјално имам нарачено од Италија, кај што ги одвојува семките и кај што ја го пресува само сокот од шипинка. Меѓутоа можат гледачите тоа да го направат со она машина за мелење, па потоа да ги отстранат семките или некој друг начин, или да ги изблендираат па да ги процедат, значи може и на тој начин дозволено е. Потоа тука ни е сокот од лимон. Ова се е цедено, така да, ова е се ладно цедено, приготвено. Сега во овие сокови, ова самото по себе представува една витаминска бомба, поготово на С витамин. Додаваме матичен леч,
матичен млеч некаде околу 10 грама. Матичниот млеч е исто така една од најдобрите состојки за имунитет, поготово за децата. Тоа се мора да се работи со дрвени лажици, нели? Токму така, затоа што со метална лажица се случува оксидација. Потоа, уште една супер состојка за подобрување на имунитетот, тоа е јодот. Ова е јод добиен од млади оревчиња. Најбогатиот природен извор на јод се младите оревчиња. Јодот е еден не состојка, јодот елемент кој што возможува чистење на нашите клетки. Знаеме нели кога имаме секотина на рана или слично, секогаш се измива со јод. Меѓутоа овој јод кога влегува во нашиот организам, ги чисти нашите клетки, ги ја подобрува абсорбцијата на сето ова што сме го внеле. Освен тоа и го подобрува имунитетот и ја храни тироидната жлезда. Така да додаваме и јод, некаде половина од ова. Люче, сите овие состојки кои што ги ставаме сега, како што видовме сокот од чипинки, грейпфрут, лимон, цеден и матичен млеч и јодот, си ги подготвуваш сам, така? Да, токму така, и млечот исто така јас го вадам со пчелар, заедно. Сега додаваме и мед. Треба да содржи поголема количина на мед, затоа што медот заедно со јодот се на некој начин и природни конзерванси. Знаеме дека медот е единствената состојка во светот, хранлива состојка, која што не се расипува и може да стои илјадници години. Имаше некои написи на времето кога го откопаа гробот на Тутанкамон, дека во гробницата нашле мед кој што кога го анализирале бил исто како од пред 3000 години. Така да тоа е чудото на пчелите. Да. И сега доаѓаме до на магичната состојка за овој супер имуносируп. Магично шишенце имаш, така? Тоа е комбинација на 5 етерични масла. Ова е стар рецепт од 17 век, кој што е докажан 5 вида етерични масла кои што заедно во комбинација создаваат таква синергија што ниеден вирус и бактерија не можат да преживеат. Тоа е потврдено во луѓето кои што на време на француската куга, кога биле останале живи користејќи го овој рецепт и се пренесува од колено на колено, меѓутоа комерцијално многу малку се знае за него. Комбинацијата на овие 5 етерични масла, освен тоа со новите научни истражувања кои што беа пред 3-4 години направени, тие подобруваат фреквенцијата на нашиот организам и со самото тоа ги уништува сите патогени во нашиот организам, знаејќи дека бактериите, вирусите и сите останати патогени микроорганизми имаат многу ниска фреквенција на осцилирање, така да високата фреквенција ги убива, не можат да опстанат во таа енергетика која што имаат нашите клетки, така да доволно се само 2 капки, отидоа 3, не е ништо страшно. Да, пред да почнеме со разговорот, капнавме и тука на мојата дланка една капка од оваа комбинација на 5 етерични масла и како што кажа Бубе, целото студио замириса и јас мирисам и велам добро е за промена, бидејќи обично нели готвиме здрави рецепти кои мора да бидат со лукче, така што студиото најчесто ни мириса на лукче во овој дел, но овој пат ни мириса на етерични масла. Да видиме која комбинација ги споменавме претходно, се разбира и за гледачите сега да ги повториме. Тоа е комбинацијата од карамфилче, еукалиптус, лимон, цимет и рузмарин. Токму така, да. Да, рузмаринот е одличен исто така и за срцето, една од најдобрите етерични масла која што ја подобра работата на срцето и исто така доколку се наоѓате во просторија во која што има рузмарин, невроните, мозочните клетки работат побрзо и појасно се чувствуваме освежени, така да сите оние кои што имаат напорен ден или цел ден работат во канцеларија, доволно е само неколку капки рузмарин да стават во малку вода и просторијата ќе мириса прекрасно, тие ќе се чувствуваат освежени. Одлично, и ова се добри информации да ги знаеме. Може би некои од нашите гледачи веќе имаат таква навика или го практикуваат ова која што го советуваш ти, Бубе, а за оние кои што не би требало, доколку сакаат така да се чувствуваат, да пробаат да видат какво чувство ќе им пробуди токму потребата на етеричните масла, особено кога станува збор за бенефитите по здравјето.
кои туку што ги споменавме. И сега не верувам дека некој не сакува да си го има дома, да си го направи и да си го конзумира во текот на есенско-зимскиот период, па и во текот на целата година. Но вака гледајќи го сето ова и посветеноста на работата и на сите овие состојки кои што ги ставивме во рецептот, а за кои што треба да ги имаме и да ни бидат на располагање, освен тоа што можеме да ги купиме, ретко кој може така да си ги направи бубе како што ги правиш ти. Така? Па сега јас ги споделувам сите рецепти кои што ги правам, кој може слободно да си направи, кој не може да ме контактира. Слободно ќе му помогнам во сето тоа што е потребно. Добро, колку време треба, например, вака за да ги собереш состојките, да ги смелеш, да ја направиш цела оваа процедура која што ни ја спомена? Па добро, ова е еден од полесните рецепти. Јас имам многу комплицирани рецепти, например, тоа што го имаш и ти користено смесата за подобрување на железо во крвта, која што веќе 7 години, повеќе од 7 години има успешно преку, не знам сега на памет, преку 1000 луѓе кои што ја подобриле крвната слика и го подобриле железото. Особено во овој период пост-ковид секогаш се јавува недостаток на железо, затоа што организмот кога е затворен најмногу го троши железото како неутрализатор. Така да тоа е еден од покомплексните, содржи 19 состојки, ова не е толку единствено е за да се добие сокот од чипинка малку. Да, Да, и оние кои што немаат например јод, мед со јод добиен, така да во суштина не е тежок рецептов и затоа и го одбравме за денеска, меѓутоа може и некој посложен рецепт во иднина да одбереме. За етеричните масла сакам исто да кажам, рецептот не е сложен, собирањето на состојките да ти бидат органски и да ти бидат домашни е малку посложено од тоа што Тоа да, затоа што меѓутоа ме радува фактот што повеќе луѓе почнуваат органски сами да одгледуваат, да имаат своји градини кај што одгледуваат доста зеленчук, исто така одгледуваат зачински билки кои што исто така може да се добијат етерични масла, например етеричното масло од рузмарин јас го добивам сам, останатите масла ги набавувам органски. Така да во иднина се надевам дека луѓето се повеќе и повеќе ќе се свртат кон природата, затоа што со природата можеме многу да си помогнеме на своето здравје, можеме дури и тешки болести, оние кои што се сметат за неизлечиви да се излечат, меѓутоа треба навремено, редовно и да биде тоа направено онака како што треба за да има и добар ефект. Да, ова е исто така да кажеме добро и за децата. Да, ова може да го користат деца кои што веќе пробале мед, кој го имат воведено медот, значи за да не се јави некоја алергија, значи на 2 години тоа. Па година и пол некаде би можело да се користи. Овој сируп, например, може да стои некаде 20 на дена во фрижидер, е многу битно да се чува поради матичниот млеч кој што е термолабилен и после 20 степени се распаѓа, ова уште е ладен, така да можеме да го пробаме. Јас вака го собирам во шишенце, ќе остане и за дегустација, ќе има доволно, според мојата проценка. Ова е за дегустацијата. Да видиме како ќе биде на вкус, иако нема нешто што би го направило да не биде добро и по вкус. Мирисот веќе го чувствуваме. А е одличен, морам да ви кажам, и сега останува што да го пробаме и со Саша и со Нинат, за да видиме и со тебе Бубаме, ти си го знаеш, си го пиеш дома, блазиси ти. Но па јас редовно веќе 7 години и моите блиски, така да е одличен еден имуномодулатор, одличен за превентивно да се зема кога има проблем, кога во време на настинки, грипови може да се користи и многу почесто. Не сме, например, да се претерува со дозата. 2 лажици највеќе, некаде до 3, како што ние денеска конзумираме, и потоа да се направи пауза од 3-4 сата, затоа што нема потреба толку да се подига имуниот систем кога сме здрави. Добро, значи тоа треба да се знае дека не треба да се пие како сокче по едно шишенце цело не треба, затоа што нема потреба толку да се возбудува имуниот систем. Меѓутоа, кога сме болни, кога сме настинати, може на секои 4 часа по 2 лажици слободно. Одлично, навистина е вкусно и кога вака влие на нашето здравје и на целокупниот човечки организам, значи дека вреди да се проба, односно вреди да се направи, но истовремено вреди да се знае овој рецепт за да може да се подготви. Затоа ти благодарам, Буби, за денеска што го сподели овој рецепт со нас, за оние кои што можеби
го пропуштија или не заследија малку подоцна, може се разбира да го погледнете се тоа кое што го правевме ние во кујната на нашиот YouTube канал Утринска на Тилма, а исто така Бубе може да добиете и на твојата Facebook страна Љупче Бубе Трајче. Токму така, да, јас ќе го објавам и овој рецепт и се што ги интересира може слободно да ме контактираат. Се надевам дека ќе придонесеме за подобро здравје, за овој рецепт да им помогне на многу луѓе кои што на пример не сакаат да користат антибиотици и кои што може слободно да го даваат на своите деца за да го подобрат нивниот имун систем. И она што исто така важно и што практикуваме да го правиме кон крајот на секој наш разговор, тоа се разбира совети кон нашите гледачи. Јас бидејќи сме пријатели на Facebook, но и сме во комуникација како и со нашата утренска емисија, знам дека правиш различни рецепти, оно кое што го видов последно кај тебе имаше некој вкусно тортиче здраво со јаболко и со ореви и јаткасти, уште некој... Токму така, и овес. Ми изгледаше вкусно, сакав да го подготвам, но не успевав, иако ми е во план тоа да го направам. Јаболкото како сезонско овошје, јаткастите производи или оние кои што знаеме да ги ставиме и во утринското смутино и да ги ставиме на некои здрави десерти, се исто така составен дел од тој рецепт кој што можеби исто така ни го направиш во иднина. Па може да. Сега имаме мал хендикеп, тука немаме кујна баш. Да, немаме за печење и за варење. Немаме за печење за варење, меѓутоа можеме да ја направиме затоа што најголемиот дел од моите рецепти се сирови, значи без печење, варење, се блендира и се прави, можеме да направиме некоја вкусна торта. Тука сум секогаш за соработка, тука сум за секогаш да помогнам за сите да бидеме здрави, живи, среќни, весели. И секогаш ги споделувам моите рецепти, оној кој што сака може слободно да праша, може да ги погледне во мојот албум, колку имам слободно време објавувам, значи не само вакви природни лекови кои што ги нарекувам или додатоци во исхраната, правам и некои такви рецепти кои што например, може да бидат одлична замена за десерт, вкусен десерт, здрав десерт, затоа што сега, како што каже, сезона на јаболки, па го избрав тој десерт кој што е прилично лесен за правење. Доаѓа едно тесто, еден фил од оскора кој што се прави од јаболки, меѓутоа овој пат јаболките беа печени, така да можеме да го направиме и тука, не е проблем, ќе се договориме во некоја наредна. Ќе донесеме печени јаболки, како што донесовме сега скоро подготвени сокови и се останато што ни требаше за овој рецепт, така да... Кога се сака, кога си има желба, се може, така? Најбитно е да се свртиме кон природата и незините плодови кои што таа ни ги дарува и секогаш ќе бидеме здрави, затоа што здравието според мене доаѓа единствено од природата. Да. И според мене, и според оно кое што го слушам од тебе и од колегите и од останатите гости кои што доаѓаат овде во нашата кујна, тоа и го кажав и во контекст како порака за крај, значи сезонското овошје, сезонскиот зеленчук, рецепти кои што се поврзани со овоштија, зеленчуци, здрави десерти кои ќе ни го разубава денот, ќе не заблажат тогаш кога треба, но и ќе имаат голем удел или придонес кон нашето здравје. И за здравјето и енергијата, да имаме енергија. Ако не сме енергични во текот на денот, тоа е најбитно, да имаме енергија, да уживаме во денот и сето она што можеме да го направиме, а со висока енергија и со такво чувство можеме се да направиме во текот на денот. Да. Ти благодарам, Бубе, што се грижи за нашата енергија. Благодарам и на вас за поканата. За подигнување на нашата енергија и за подобрување на нашето здравје и за одржување на добар имунитет. Благодарам за поканата, благодарам на гледачите за вниманието, се надевам бевме интересни, полезни, па се гледаме во некоја наредна прилика. Да, ќе се видиме сигурно.